Добар ден, драги ученици, и добре дојдовте во онлайн наставата по музичко образование за 7 одделение. Моето име е Јане и сум наставник по музичко образование. За реализација на денешната наставна содржина потребни ви се учебник, нотна тетрадка и прибор за пишување. Најпрво пред да започнеме со денешната наставна содржина, да повторите и да размислите. Што е интервал? Растојанието помеѓу било кои два тона во тонската скала се вика интервал. Имињата на интервалите се земаат од италијанските редни броеви. Интервалите можат да бидат мелодиски, кога тоновите звучат еден по друг, и хармонски, кога тоновите звучат истовремено. Да се подсетиме за досега изучените интервали. Најпрво најмалото растојание, односно мелодиското растојание помеѓу два исти тонови, се викаше прима. Тоа е помеѓу два исти тона. Во овој пример е тонот до со до, меѓутоа може да биде било кои други два исти тона. Потоа, мелодиското растојание помеѓу два соседни тонови, односно тонови кои што се најдуваат еден до друг по тонската скала, во овој случај до и ре, се викаше секунда. Мелодиското растојание од три тонови се вика терца. 2, 3. Мелодиското растојание од 4 тонови кои што го изучивме се вика кварта, во овој случај од до до фа. И мелодиското растојание од 8 тонови, односно најголемото мелодиско растојание кое што ќе го изучиме, се вика октава. Запомнете, интервалите можат да се градат нагоре или надолу од дадениот тон. Денешната наставна содржина ни се откривање на интервалите квинта, секста и септима. Целите исходите на денешната наставна содржина се да ги препознавате интервалите квинта, секста и септима визуелно, да објаснувате за интервалите квинта, секста и септима, да градите интервали квинта, секста и септима усно и писмено и да пронаоѓате интервали квинта, секста и септима во музички примери. Најпрво ќе се запознаеме со интервалот квинта. Интервалот квинта следува веднаш после интервалот кварта, односно интервал кој што ни беше од 4 тонови, така да мелодиското растојание од 5 тонови ќе ни се вика квинта. Во овој случај, за полесно, за да ви биде визуелно вас, започнуваме од тонот до, броиме 5 тонови. До, ре, ми, фа, сол е петтиот тон, така да растојанието од до сол би ни било квинта. Значи, повторувам уште еднаш. Мелодиското растојание од 5 тона се вика квинта. Подолу имате неколку примери за квинта, односно првиот пример што веќе го спомнавме од до сол, потоа квинта од тонот ре, ние тонот ла, ре, ми, фа, сол. Петти тон е ла. Па имаме квинта од тонот ми, кој што ние тонот си, односно ми, фа, сол, ла и петтиот тон е си. И од тонот фа, ние тонот до 2, фа, сол, ла, си, до 2. Следното интервалско растојание ни е интервалот секста, односно мелодиско растојание од 6 тона. Повторувам уште еднаш, мелодиското растојание од 6 тона се вика секста. Повторно го имаме случајот од тонот до, броиме 6 тонови нагоре. 1, ре, ми, фа, сол и ла ни е шестиот тон. Значи од до ла имаме интервалско растојание од 6 тона и се вика секста. Подолу исто така имате неколку примери за секста од дадени тонови. Во овој случај ние од ла мало, секста е тонот фа, потоа имаме од си мало, секста е тонот сол, од до веќе го кажавме тонот ла, од ре, секста е тонот си и од ми, секста е тонот до 2. Значи повторувам уште еднаш, мелодиското растојание од 6 тона се вика секста. Следниот интервал ни е интервалот септима. Мелодиското растојание од 7 тона се вика септима. Од до броиме 7 тонови. До 1, ре 2, ми 3, фа 4, сол 5, ла 6, си 7. Значи од до си имаме септима. Овде имаме прикажано во двата случаеви да видите како изгледаат. Ова е мелодиското, а ова е хармонското запишување на интервалите. И понатаму имате неколку примери на дадени септими, односно од ла мало до сол, од си мало до ла, од до си и од ре до 2.
Понатаму имаме од до 2 надолу до ре, од си до до и од ла до си мало и од сол до ла мало. Сега ни следуваат неколку мелодиски вежби со веќе изучените интервали. Ќе ги пробаме бавно заедно со мене, меѓутоа овде најпрво запрете го видеото и разгледајте ги нотите и нотните вредности за да може полесно да ги читате со мене. Значи, повторувам уште еднаш, овде можете слободно да го паузирате видеото и да ги разгледате нотите и нотните вредности, имињата на нотите и нотните вредности кои што се појавуваат во следниве вежби. Првата вежба ни е во 2/4, значи имаме 2 удари во еден такт. Втората вежба ни е 4/4, имаме 4 удари во еден такт. И третата вежба ни е во 3/4, значи имаме 3 удари во еден такт. Запрете го видеото и анализирајте ги нотите. Одиме заедно со мене да ги пробаме бавно трите вежби во кои што се јавуваат денешните изучените интервали. Најпрво одиме со првата вежба каде што се појавува интервалот квинта. Започнува со тонот до и со осмини. До, до, сол, сол, ла, ла, сол. До, до, си, ла, сол, фа, ми. Ре, ре, ла, сол, сол, до. Сол, фа, ми, ре, до, сол, до. Тоа е првата мелодиска вежба. Одиме со втората мелодиска вежба во која што се јавува интервалот секста. Исто започнува со тонот до 1 и имаме осмини, четвртини и половини ноти. До, ре, ми, фа, сол, ла, до, ла, до. Ре, ми, фа, сол, ла, си, ре, си, до. Ла, сол, фа, ми, ре, до. Ла, до, ла. Сол, фа, ми, ре, до, си. Сол, сол, до. Тоа беше втората мелодиска вежба и одиме бавно на третата мелодиска вежба во која што се јавува интервалот септима. Започнува со тонот сол како половина нота. Сол, ла, сол, си, до, си, до, си, си, до, до, си, си, до. Ла, си, до, си, ла, си, си, до. Ре, ми, фа, сол, си, до, си, до. И за крај, за денешната наставна содржина, имаме домашна задача. Во вашите нотни тетрадки, од зададените ноти, изградете ги бараните интервали. Од си мало, изградете квинта. Од ре, изградете секста. Од тонот до 2, изградете септима надолу. Од тонот ми, изградете кварта надолу. Од тонот ла мало, октава. И од тонот фа, изградете терца нагоре. Ова е крај на денешната наставна содржина и ви благодарам на вниманието.